Благодарам, председателе. Колешке, ќе бидам што е можно пократок во врска со вашата дискусија и во однос на мојата реплика и интервенција кон вас, бидејќи рековте дека вие имате право да зборувате за вашите успеси кои што сте ги имале во изминатите 11 години. Тоа е ваше право да кажувате дека вие имате право. Меѓутоа ќе ви одговорам дека и ние исто така имаме право како парламентарно мнозинство да браниме нешто што оваа нова реформска влада овој пат го продуцира, а тоа е дека од 2018 година ќе има покачување, како што вие велите, во неколку сектори. Меѓутоа јас ќе ви кажам дека е тоа минимум потреба која што е потребно да се направи, да се зголемат платите во образованието, во градинките и после не знам од кога 10% за армијата, за војниците на нашата земја. Зошто е тоа така? Во наредниот период ќе збориме за буџетот и претпоставувам ќе ви биде многу јасно тогаш. Во однос за 16.000 денари, како што ги рековте, како што ние ветивме за просечната плата да се зголемува, оваа говорница разбирам дека може да се зборува све, меѓутоа дајте да зборуваме за вистината. Ние рековме дека интенцијата на новата влада е 16.000 денари да биде со крајот на 4-годишниот период од владењето на новата влада. Првиот чекор ќе биде тоа да биде 12.000 денари минимална плата и таа и вие гласавте, се сложивме сите тука и таа беше направена и изгласана од собранието пред локалните избори. И на крајот ќе завршам во однос за покачувањето на просечната плата, ќе ве потсетам, бидејќи сепак не сме родени ние во парламент, сме работели во фирми, работам 17-18 години со работен стаж во предпријатие, ќе ве потсетам дека се зголеми најмногу платата, кога ја споите пресметката за плата, тогаш се земаше хранарина и патарина, популарно така ги кажувам, и кога сето тоа ќе се собере, доаѓаше до сума од 17-18.000 денари. Тоа е вашето покачување на просечна плата и затоа бидете сигурни, овие тенденции кои што се втемелени во овој нареден буџет и во однос на овие покачувања, тоа ќе држи и до крајот на целиот мандат на оваа влада и бидете сигурни сите они ветувања кои што беа дадени кон граѓаните ќе бидат исполнети. Благодарам.